Обиколницата во Ѓурче Петров е можна локација за изградба на новиот клинички центар. Со ова информација ги почнуваме денешните урбани вести. Останете со нас. Општина Ѓурче Петров помеѓу локациите на кои е можна изградба на нов клинички центар. Општина Газибаба започна акција за отстранување на хаварисаните возила од јавните површини. Потребно е да се смени свеста кај населението, за да се намали родово базираното насилство. Цементарница Усие не загадува, тврди раководството. Општина Ѓурче Петров до владата на Република Македонија доставила понуда за изградба на клинички центар на нејзина територија. Станува збор за локацијата Веле поле, во непосредна близина на Скопската обиколница, земјиште кое е во државна сопственост. Еден од условите кои Министерството за здравство го побарало, со цел да се избегнат решавање на имотно-правни спорови. Се уште е неизвестна новата локација на клинички центар. Откако во јавноста се појавија информации дека клинички центар нема да се гради во Карпош, поточно во Злокуќани, како што беше првично објавено, како можна локација за изградба на болницата, се јавува и општина Ѓурче Петров, на потегот околу Скопската обиколница. За поконкретна и точна информација се обративме и до градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Наумовски, кој потврди дека до владата на Република Македонија и до Министерството за здравство е доставена целокупната документација за изградбата на клинички центар на површина од 128 хектари државно земјиште на локацијата позната како Веле поле. Точно е тоа дека понудивме соодветна локација на територијата на општина Ѓурче Петров. Тоа е локацијата од влезот од Тетово кога влагаме во Скопје преку за обиколницата од лева страна, познато место викано Веле поле, каде што се работи за земјиште од 128 хектари чисто државно земјиште со сите посебни инфраструктурни можности, заштита на животната средина, хумано живење, чист воздух, локација која што навистина ги исполнува сите стандарди за еден современ клинички центар. Инвестицијата е процената на 450 милиони евра, по досегашните одржани состаноци во владата, на кои своји представници имала и општина Ѓурче Петров, се чека конечното решение. Како што истакна Наумовски, станува збор за капитален проект, чија реализација ќе значи и забрзан економски развој на општината. Во теке е формирана работна група од страна на Министерот за здравство, во која што учествуваат и представници од општина Ѓурче Петров. Одржани се неколку состаноци, се чека конечна информација која што ќе биде доставена на влада, потоа владата е нејзино да одлучи дали нашата локација е погодна за овој капитален државен проект. Меѓутоа, јас сум досега навистина горд што уште од самото доаѓање, имајќи во предвид дека ја дознаме таа одлука дека во општина Карпош не е можно ради X причини да се започне со реализација на овој проект, направивме во рок од 3 месеци испитување на целосна анализа на локацијата со сите параметри кои што се потребни, спремни како општина заедно со мојот тим ја понудивме преку Министерството за здравство до владата на Република Македонија. Со цел избор на соодветна локација, Министерот за здравство Венко Филипче и премиерот Зоран Заев разговарале со пратеници од Македонското собрание. Од Министерството за здравство велат дека целта е да се вклучи и опозицијата во дебатата, а средбата се одржала вчера попладне во Македонското собрание. Биле презентирани предложените локации со цел да се разгледаат сите можни аспекти за да се најде соодветна местоположба за објектот. Во соопштението испратено од Министерството за здравство се наведува дека локацијата за новиот универзитетски клинички центар треба да биде транспортно пристапна, лесно достапна на граѓаните, економски оправдана, настроена кон животната околина и по можност досега да не е користена за претходен урбан развој. Според најновите податоци, досега во 2018 година регистрирани се 41 нов случај на заболени од ХИВ-СИДА. Возраста на овие лица се движи од 21 до 51 година. Од Министерството за здравство велат дека оваа година направен е чекор напред за справување со оваа состојба.
Веќе 30 години се одбележува 1 декември Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА. По повод одбележувањето, меѓународните организации се обидуваат да го насочат вниманието на јавноста за борба и превенција на болеста. Во Македонија досега се регистрирани 400 случаи на ХИВ, а од регистрираните случаи 86% се од машки пол, а 14 се од женски пол. Од Институтот за јавно здравје во 2018 година информираат дека досега се регистрирани 41 нови случаи на ХИВ, од кои сите се од машки пол. Возраста на новите случаи се движи од 21 до 51 година, а 82% од случаите се на возраст од 20 до 39 години, од кои по 17 случаи на возраст од 20 и 29 години и 30 до 39 години. На возраст од 40 до 49 години биле 6 случаи и еден возрастна група од 50 до 59 година. Од Министерството за здравство информираа дека годинава е направен голем чекор напред, успешно продолжувајќи ги воспоставените програми за заштита од ХИВ. Во рамки на програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција, во која се обезбедени 37 милиони денари за антиретровирусна терапија и 52 милиона денари за превенција и рано откривање на ХИВ инфекција. Во програмата се вклучени Министерството за здравство, Клиниката за инфективни болести, Институтот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје, како и 15 здруженија на граѓани кои действуваат во десетина градови низ државата. Инаку Светскиот ден против СИДА е осмислен и прифатен од 140 земји во светот на Светскиот самит во Лондон во 1988 година. Откако Прва Скопска го актуализираше проблемот со хаварисаните возила на јавните површини во Газибаба, општината денеска информира дека започнала акција за отстранување на хаварисаните возила од јавните површини. Откако дел од жителите на општина Газибаба реагираа до редакцијата на Прва Скопска за проблемот со хаварисаните возила, кои ги узурпираат јавните површини, информативната редакција излезе на терен со цел да им излезе во пресрет на граѓаните. Одговор за проблемот со хаварисаните возила побаравме и од градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, кој потврди дека општинските служби интензивно ќе работат на решавање на овој проблем. За да се надмине проблемот со хаварисаните возила кои што се наоѓаат на територија на општина Газибаба, започнуваме со акција за нивна дислокација. Прво од населеното место Железара, Автокоманда и Кераминица, каде што веќе граѓаните на своите возила кои што долго време се наоѓаат на узурпираните сообраќајни места се залепени на лепници, кои што ќе треба во законскиот рок од 8 дена да ги останат. Во тој случај општината заедно со градските служби и се ги дислоцираме. Општина Газибаба денеска информираше дека започнала со акција за отстранување на хаварисаните возила од јавните површини. Како што информираат оттаму, општинскиот инспекторат акцијата ја започнала од населбата Автокоманда, населено место од каде што пристигнаа најголем број на поплаки од граѓаните кои бараат да се дислоцираат хаварисаните возила. Граѓаните кои имаат свое возило, кое не е во возна состојба на јавните паркинзи, ќе имаат рок од 15 дена да го дислоцираат, а ќе бидат и означени со посебни налепници. Доколку и понатаму возилата не бидат дислоцирани, инспекторите ќе постапуваат согласно законските мерки и отстранувањето на возилото ќе биде на трошок на сопствениците, велат од општина Газибаба. Градоначалникот Борис Георгиевски е оптимист дека оваа акција успешно ќе се спроведе и дека граѓаните ќе соработуваат бидејќи дел од оние кои веќе добиле опомена, сами ги отстраниле возилата. Првата фаза покрај Автокоманда ќе ги опфати и насилбите Железара и Керамидница, а втората насилбите Триангла, Хиподром и Ченто. Целта на оваа акција е да се ослободат узурпираните паркинг места од хаварисани возила, која загрозуваат безбедноста во сообраќајот, велосипедистите, пешаците, а воедно и животната средина. На 25 ноември започна кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство, која има за цел намалување на насилството на жените. Со своји активности во оваа кампања е вклучена и националната мрежа против насилство врз жените и девојчињата, од каде апелираат за поголема самосвест, со цел да се искорени овој деценијски проблем, во кој физички посилниот секогаш ја зима правдата во своји раце.
Кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство е во тек. Податоците покажуваат дека 1300 случаи на семејно насилство само годинава биле пријавени во центрите за социјална работа. Покрај високата застапеност на семејното насилство, во Македонија загрижува и отсуството на соодветна реакција од страна на надлежните институции. Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство преку вклучување во националната кампања 16 дена активизам против родово базирано насилство апелира државата да издвои доволно финансиски средства за превенирање на насилството и да обезбеди ефективна правна заштита за жените кои претрпеле семејно насилство, со цел да се стави крај на насилството врз жените и девојчињата. Ситуацијата во Македонија е алармантна во поглед на насилството, односно секоја трета жена е жртва на родово базирано насилство. Нашите препораки во однос на ситуацијата со родово базираното насилство е дека покрај државата, што нели е треба да биде главниот заштитник и чинител во спречување на оваа појава, потребно е сите поединечно да се вклучиме во борбата против насилството, односно како колективна одговорност треба да превземеме и секој индивидуална одговорност како општествени чинители, дали се тоа граѓанските организации, дали се поединците, дали се политичките партии, значи буквално сите да се вклучиме во борбата заради тоа што секој засебно носи одговорност нели во ова за спречување на оваа појава, па така ги повикуваме сите да се вклучат, односно и да ја подигнеме јавната свест. Сметам дека од најмалите чекори, односно од воспоставување на родова еднаквост, почнува борбата против насилството. Во кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство со своји активности е вклучена и националната мрежа против насилство врз жените и девојчињата, со цел да се покаже дека родово базираното насилство ги засега сите. Во активностите се вклучени и жените членки на форумите на политичките партии. Активностите на националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство оваа година ќе бидат фокусирани на значењето и важноста на Истанбулската конвенција, па така одржуваме трибини и работни средби. Исто така, дел од нашите активности на кои што сме фокусирани оваа година во текот на кампањата се активностите со жените членки на форумите на политичките партии. Пораката која што сакаме да испратиме е дека сите се сплотуваме заедно во борбата против насилството без разлика од која партија доаѓаат. Во борбата против семејното и родово базираното насилство треба да учествуваат како институциите, така и сите поединци, преку подигнување на свеста за родова еднаквост, истакнува социјалниот работник Ивана Костовска. Нашата препорака во борбата за спречување на насилството врз жените и девојките како национална мрежа е дека потребно е да ја подигнеме како колективната, така и индивидуалната свест. Државата е главниот носител на борбата против насилството, меѓутоа сметаме дека секој засебно треба да превземе и да носи одговорност во спречување на оваа појава. Почнувајќи од најмалите чекори, односно борбата против родова дискриминација, сметаме дека почнува целата борба против насилството и против насилството врз жени и семејното насилство. Семејно насилство може да се пријави во сите центри за социјална работа на територија на Република Македонија и на бесплатната SOS мобилна линија 070 075 077 141 700. За територијата на град Скопје, граѓаните може да се јават на телефонскиот број 078 230 943. Се уште сме на истата тема. Со цел подигнување на јавната свест за важноста која во општествениот и социјалниот живот ја има родовата еднаквост, на пешачките патеки во Скопје се појавија нови знаци кои символизираат улогата на мажот во семејството. Во текот на кампањата 16 дена активизам против родово базираното насилство, во центарот на Скопје осамна нови знаци на пешачките патеки. Покрај веќе постоечкиот знак мајка со дете, на пешачките патеки во Скопје може да се забележат и нови цртежи татко со дете. Оваа герила акција има за цел да не потсети дека сите сме исти, посебно во животот на децата. Голема е важноста од воспоставување на родова еднаквост, што е еден од првите чекори во искоренување на родово базираното насилство врз жените и девојките, велат од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство.
Откако на социјалните мрежи почнаа да се објавуваат фотографии од цементарница Усие, на кој фабриката се посочува како еден од најголемите загадувачи на воздухот во Скопје. Раководството на фабриката денеска организираше отворен ден за посетители, при што ја искористи можноста да ги демантира сите обвинувања. Цементарница Усие, која често на социјалните мрежи е посочувана како компанија што придонесува во загадувањето на воздухот, во целост работи според сите законски прописи и ги почитува сите регулативи што се пропишани од македонското и европското законодавство, тврди Борис Хрисафов, извршен директор на компанијата. На отворениот ден во компанијата, каде беше презентиран процесот на работа во цементарницата Усие, Хрисафов посочи дека мисиите што Усие ги имитира во воздухот се контролираат преку 24-часовен мониторинг систем, независен систем што не е контролиран од страна на компанијата, туку од други акредитирани компании, што вршат мерења од време на време. Тој истакна дека не е можно процесот да тече ако филтрите не се во функција и појасни дека станува збор за несовремени вреќасти филтри, што придонесуваат за добри ниски емисии во воздухот. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули соопшти дека државниот инспекторат пред 8 дена извршил контрола врз компанијата. Градот Скопје информира во вонредна контрола на компаниите што имаат Б лиценца во септември и октомври изречени се двојно повеќе казни отколку во тој период лани. Градот Скопје апелира до стопанските субјекти да ја почитуваат забраната за запирање на возилата за доставување стока во централното градско подрачје во периодот од 7:30 часот до 18 часот. Советот на град Скопје на седницата одржана на 19.3.2018 година, како една од мерките за намалување на загадувањето на воздухот во градот, ја усвои одлуката за изменување и дополнување на одлуката за организирање и дефинирање на условите за доставување стока на подрачјето на град Скопје. Со оваа одлука трајно се забранува запирање на возилата за доставување стока во централното градско подрачје во периодот од 7 часот и 30 минути наутро до 18 часот попладне. Градот Скопје апелира до стопанските субјекти да ја почитуваат забраната за запирање на возилата за доставување стока во централното градско подрачје во периодот од 7 часот и 30 минути до 18 часот, со запирање и паркирање не подолго од 15 минути. Одлуката е предвидена и со препораките на интервентната акцијска група за итните мерки против загадувањето на воздухот од страна на владата на Република Македонија. Градот Скопје и градоначалникот на општина Центар апелираат сите субјекти да ја почитуваат оваа одлука, во спротивно ќе бидат санкционирани од надлежните инспекцијски служби. Истовремено ги охрабруваат граѓаните доколку забележат прекршување на донесената одлука, истото да го пријават на телефонскиот број 02 3297 231. Под мотото "Меморијата е креација" во Кинотека на Македонија од 3 до 7 декември ќе се одржи неделата на современиот израелски филм. За време на неделата на израелски филм ќе бидат прикажани 4 играни филма и 2 документарци, продуцирани во изминатите 4 години. Во Кинотеката на Македонија од 3 до 7 декември ќе се одржи неделата на современ израелски филм под мотото "Меморијата е креација". На програмата се 4 играни филма и 2 документарни продуцирани во изминатите 4 години. Програмата в понеделник ја отвара играниот филм "Врвки" од 2018 година на режисерот Јаков Голдвасер. Следат "Нула мотивација" од 2014 година на Талија Лави, "Спасувајќи го Нета" на Нир Бергман од 2016 и "Сладкарот" на режисерот Офир Рал Грейзер од 2017 година, израелско-германска продукција. Неделата на современ израелски филм завршува в петок со прикажување на документарците "На мапата" на Дани Менкин, израелско-американска копродукција од 2016 година, и "Сирискиот пациент" од 2017 година во режија на Рахејли Шварц. Во годината кога државата Израел слави 70 години од постоењето, во незината кинематографија неслучајно се потпира на меморијата. Безбројните наслаги на колективното несвесно низ историјата и митовите на еврејскиот народ и личниот поглед на креаторот, како ангажман, се потребните состојки на оној амалгам што го посакува секоја култура, наведува филмскиот критичар Стојан Синадинов, поврзано со неделата на израелски филм под мотото "Меморијата е креација".
Во наредните денови ќе преовладува стабилно време со ниски утренски температури, а дневните ќе бидат во постепен пораст. Во Скопје температурата утре ќе достигне до 5 степени, в недела 8, во понеделник 9, а во вторник до 10 степен. И пред самиот крај уште една кратка информација која што ќе биде од корист за нашите гледачи. Граѓаните на Босна и Херцеговина и Македонија од утре ќе патуваат само со лични карти. Договорот меѓу Советот на министрите на Босна и Херцеговина и владата на Република Македонија за условите за патувањето на државјаните од двете земји стапува во сила од утре, 1 декември, кога граничните премини граѓаните од двете држави ќе може да ги преминат само со лична карта. Ова беше и последната информација за ова издание на вестите. Ви благодарам за вниманието. Довидување.